30 години од формирањето на поп-рок групата Ла Манш, екипата на телевизија Здравкин воспостави контакт со членот од истата Горан Мишков. Во направеното интервју тој ни откри детали за нивните почетоци, развој и најдобри моменти од снимањата. Особено интересен фактот што групата Ла Манш своите почетоци ги бележи токму во телевизија Здравкин. Господинот Горан потсети дека тие составале поп-рок музика. Поп-рок музика, повеќе поп, така лесно прифатливи песни. Иначе околу почетоците на нашата група, како растеше вашата телевизија, така растевме и ние. Почетоците, спотовите ги емитуваа тогаш на телевизија Здравкин. Имавме настапи на македонска радиотелевизија, иначе да кажам и дека за македонската радиотелевизија снимивме 2 албума. Првиот албум се вика Јас и ти, вториот албум се вика Написе за нас. Потоа Мишков ги откри тогашните членови на групата Ла Манш. Панчевски Роберто, гитара, композитор и текстописец во групата. Трајков Роберт, гитарист, исто така првиот пејач на групата Ла Манш. Тука е Пано Филе Чарли, кој пееше на 2 албума на групата. Тука е исто клавиатуристот Владимир Тевчев и бас-гитаристот Драган Темелковски Бурле. Стоиш ти така замислена, нешто чудо. Во 1994 година оваа група се растурила. Членовите од истата развиле своји посебни кариери и ги разделиле патиштата од заедничката поврзаност, а тоа е музиката. По одредено време имало неколку обиди да се обедини повторно, но сите тие биле безуспешни. Кога станува збор за омилената песна на господинот Мишков, му беше тешко да се одлучи. Па да ви кажам, секоја песна ми е драга. Имаше доста песни кои беа прифатени од тогашната публика. Например, да речеме, како да ги кажам, Се би било поинаку, Нова година и Дедо Мраз, исто така запазена песна. Потоа од вториот албум Написе за нас песната Не сакам такси да бидам. Имаше доста песни, не можам да издвојам, знаете како, после во ноќта песната исто. Имаше доста песни кои беа слушани, секој има различен вкус и на секоја песна му останала на срце. Додека пак своето омилено снимање го опише како момент што го има само во филмовите на Битлси. Имаше разни анегдоти, имаше, ќе издвојам една анегдота. Бевме на езерото Младост, баравме тишина, сакајќи да најдеме тишина. Одеднаш се појавија 4-5 автобуси со екскурзијанти од Скопје, од медицинскиот центар. Тоа само може да го видите, сега извинете, вака може да одам предалеку, во филмовите на Битлси. Бевме тотално раскинати, развлечени. Тоа не знаевме што се случи околу нас. Тоа ќе ми остане така како една голема случка. Иначе има доста случки од снимањата, патувања. Тоа е, ако почнам сега, би трајало доста долго. На крајот од интервјуто, господинот Горан им упати порака на младите таленти, љубители на музиката. На младите им попорачал да свират, да слушаат музика, да се дружат и да не се растураат.